Почитувани пријатели, добро вечер. Добро дојдовте на YouTube каналот Доверливо со Насир Самани. Вечерва гости ни е Ивон Величковски, лидер на Движењето Нова Република. Господин Величковски, добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Многу е и во име на политичката партија Нова Република. Задоволство и на нас. За почеток, лидерска средба. Гледам извештај на мои колеги, се воодушевени. Средбата била успешна, премиерот исто така задоволен. Оценката на Величковски? Том политичките партии се задоволни, граѓаните треба да бидат загрижени. Зошто? Па, еве, да изложам неколку од политичките приоритети на Нова Република и приоритети на граѓаните, па да видиме дали тие се адресирани на лидерската средба. Уставни дополнувања не се адресирани на лидерската средба. Прашањето на ветинг во правосудството, медиумите, партиите, во безбедноста, дипломатија. Прашањето не е адресирано. Отворање на досијата на функционерите и соработниците ни во словенските служби. Прашањето не е адресирано. Проширен опфат на рестриктивните мерки од САД, заедно со мерките од Европска унија и Обединените нации. Прашањето не е адресирано. Доводиме на, не знам, уредувањето на прашањето на работењето со криптовалути. Прашањето не е адресирано. Прекинување на одрачување на оние семејни и инвестициски приливи од диаспората. Прашањето не е адресирано. Сакате да речете дека агендата е утната? Сакам да кажам дека агендата опфаќа само прашања кои што се од значење за политичките партии, но не и од значење за граѓаните. Конечно еве да зборуваме дали на некој начин е направено поместување во овозможување на инвестициите од соседството, особено значи оние инвестиции од сојузничките земји во нашето окружување. Не. И заради тоа да го постави клучното прашање, дали лидерската средба го постави прашањето на новиот кривичен законник? Не. Овие прашања, заедно со прашањата кои што беа отворени, сите заедно треба да бидат адресирани, бидејќи тие ќе бидат прашања што ќе ги дефинираат и следните избори. Дали агендата која што премиерот ја постави на маса е наивна, затоа што гледам политичките партии? Секако дека воопшто не е наивна. Прво е добро што имаме лидерска средба на која што се отворени прашања. Но само отварање на прашања без да ги затвориме реално, без да дојдеме до конкретен заклучок, не е доволно. Повторно го поставам прашањето што станува со кривичниот законник. Кој е во фиока, чека да биде предложен и не е во собрание. Го чекаме. И сите го чекаат. Бидејќи тоа е кривичниот законник кој што треба да ги коригира грешките направени во претходниот период кога практично се овозможи законско избегнување на политичката и правната одговорност. Тоа беше амнестија на фактичка амнестија, да. Ако добро забележувате темите кои што се на маса, кои премиерот ги постави, имате ли впечаток дека практично Мицковски се обидува со овие прашања да ја обезбеди неговата власт? Затоа што таргетира прво избори, тоа е техничка влада, народен правобранител и се и сите кои што во јавноста се поставува како наивна тема дека тоа е само за безбедност на граѓаните, а никој не зборува за сериозноста која што за тој закон може да. Затоа што еве во јавноста има спекулации дека тој закон нема да ги покрие само овие статични камери кои што се поставуваат, затоа што туку ќе се легализира и движечките камери кои што се инсталирани во возилата на МВР, новите возила кои што се. Дали Мицковски практично со ова агенда, ако му ја прифатат, се обидува да ја обезбеди неговата власт за да во иднина за да трае што подолго е можно. Сите политички партии го знаат оно, но не сакаат да го кажат. Тоа е следното. Доколку се одржат избори оваа пролет, следната година повторно ќе имаме предвремени избори. Зошто? Сега во овој, затоа што ние немаме проблем со политичкиот систем, парламентарна демократија. Ние имаме проблем со владењето на правото и имаме проблем со дисфункционалноста на институциите. Нито едно од овие прашања кои што сега се фрлаат од закон за пушење до CFC-ти не се всушност дел од круцијалните прашања.
Круцијалните прашања се дали ние имаме економија која што е одржлива, со степенот на задолжување и форматот и начинот на кој што се задолжуваме, ние практично покажуваме дека немаме функционална економија. Да ве прашам конкретно вака, дали е подобро да земете 1 милијарда евра да се задолжите на странски пазари со 4 годишни, 8 годишни обврзници, или е подобро да ги искористите парите кои 1 милијарда која ви стои на располагање од инструментите на Берлинскиот процес. Секако второто. Но вие како држава треба да имате капацитети, треба да можете да гарантирате дека нема да има корупција или таа ќе биде сведена на минимум и ќе биде санкционирана потоа. Треба да имате институции кои ќе може да ги апсорбираат фондовите, за да потоа нормално дојдеме до она што треба да го извагаме. Парите кои што ќе се земат, ова е задолжување. И плаќаме вие, јас, вашите гледачи. Да си го поставиме конкретно прашањето, што се случи со унгарскиот кредит, каде? се потроши. Се потроши. Зашто? Не знаеме баш. Нели инвестиции во локална самоуправа и така натаму. Ништо не ги видовме од тоа. Колку пари се повлечени од фирмите кои што им беа ставени на располагање. Едноставно, овие пари земени вака само го зголемуваат долгот, без да дадат ефект. Ние зборуваме каде се економските ефекти, бидејќи од економскиот ефект, од економијата, а не од институциите и од подписите на министрите. Од тоа зависи претприемништвото, од тоа зависи нашиот домашен и личен и семеен животен стандард. Сега само одлучи да ја бойкотира средбата. Како гледате вие на тоа? Никако не гледам, воопшто не се занимавам со тие прашања, тие нека си размислуваат за тоа. Доколку сте на масата, вие може да разговарате за менито, доколку не сте на масата, вие се дел од менито. Тие се односи кои што Бихачко и Белата плата треба да си ги уредат и на крајот на криштата ние цело време предупредуваме дека постои една подземна соработка меѓу власта и парламентарната опозиција. Ако мислат дека тоа го демантираат на овој начин, нивен избор. Сакате да речете дека Филипче има потреба да се огради од... Воопшто натаму немам намера да се занимавам и да ги коментирам прашањата на СДСМ. Тие треба да си ги решат своите прашања, јас можам да зборам за Нова Република. И дадем можност да се факторизира левица? Левица е факторизирана поради опозицијски политики во собранието веќе подолго време. Исто така немам намера да ја коментирам ниту левица. Оно што можам да го кажам е дека во овој момент практично еден огромен број на граѓани кои што мислеа дека припаѓајќи во политички партии и големи робусни мнозинства ќе дадат придонес, сега тие граѓани изгубија илузијата. Јас сум среќен што тоа се случува затоа што ние имаме освестување после оној процес од раните 2000-ти години кога се бара робусни мнозинства, кога се бараа формати за функционирање за носење на големи одлуки, сега сме дојдени до вистинската политика. Ќе се носат одлуки за оно што е потребно, ќе се носат одлуки на начин како што бараат граѓаните преку своите политички представници. Затоа морам да признам дека една од конкретните добри прашања кои што се отворени на таа лидерска средба е промената на изборниот модел. Не затоа што сакаат политичките партии, туку затоа што се веќе принудени на тоа. Можно е да се постигне... Ќе се адресират ли препораките на ОПС? Можно е во овој момент ќе видиме ефектот на лидерската средба, ќе се види зависно од тоа дали ќе следуваат натамошните постапки, дали ќе се предложат потребните закони, дали ќе се отвори диалогот на таа тема. Доколку ова се остане на овој степен, тогаш ова ќе биде само една епизода. Оно што треба да го разговараме кога зборуваме за уставните дополнувања на пример. Зошто не се отвори прашањето сега едно вакво општо мнозинство забележливо да ги донесе уставните измени? Тоа се прашање на техника која што за 76 дена во најкус срок може да се заврши, за да продолжиме натаму кон Европската унија и да ги отвориме да ги продолжиме преговорите. Продолжувањето на преговорите ќе ни отвори уште фондови, ќе ни отвори уште можности. Нашата цел како Нова Република е Северна Македонија да биде членка на Европската унија до 2030 година. Не заради тоа што само нас ни е тоа кеф, затоа што ние сме потребни и нам ни е потребна Европската унија. Затоа што денеска забележувате динамична меѓународна сцена, во која мали држави не можат да придонесат онолку колку што би можеле да придонесат во рамки на поголемите системи. Тоа е Европската унија, тоа се односите кои што се уредуваат тековно помеѓу Европската унија и Соединетите американски држави, тоа се прашањата на поголемите играчи, светските геополитички играчи. Тука Северна Македонија може да биде корисна за себе, за своите граѓани и за Европа, доколку биде дел од тој процес. Можете да наследите кој ќе биде исходот од ова
Не знам, Представа. јас не сум аналитичар, јас сум политичар. Во таа насока јас само кажувам што ние ќе правиме, а што сакаат другите да прават, забележуваат. Дали е воведува во разговори за предвремени избори? Многу веројатно да, но повторно ќе кажем, предвремени избори кои што ќе се одржат пролетва, ќе произведат нови предвремени избори следната година. Ние немаме проблем за тоа дали имаме институции, ние немаме економија, ние немаме индустрија, ние не сме доволни самите на себе. Нашиот трговски дефицит во сите области е оној кој што ја диктира политиката. Ние немаме практично сопствена одржливост во најголемиот дел од прашањата кои што ни се потребни. Затоа мислам дека се ова другото е илузија и станува збор само за одржување на представата дека нешто се случува. Ево конечно да ве прашам, кои беа ставовите, да речеме, за Венецуела или кој е прашањето сега за Иран? Ќе збориме за тоа. Говорете. Втората тема ми е евроинтеграцијата, она што вие го туркате како политичка сила. Интересно е премиерот Мицкоски мина Танела последните 2 недели. Директно ја обвини Бугарија дека го одбил акцијскиот план за малцинства заради тоа што бил напишан на македонски. Кога ќе ги анализирате, фактите покажуваат дека Бугарија не се занимава со тоа. Зошто Мицкоски има не се занимава со тоа? Зошто Мицкоски има потреба? Затоа што тоа е неговиот начин за одржување на таков привид дека владата на Северна Македонија нешто прави. Наспроти тоа ние имаме јасна агенда. Ги носиме уставните дополнувања, ги продолжуваме преговорите и тоа ги водиме кластер по кластер, многу побрзо можеме да ги завршиме од што сме свесни. Најголемиот проблем во тоа ќе биде да ги најдеме луѓето кои што ќе го водат процесот, оној административен капацитет. А наспроти тоа, мислам дека на сите ни е јасно, веќе не мислам, туку убеден сум дека на сите ни е јасно дека ова е уште една фарса која што треба да ни го одземе времето и да не држи подалеку од Црна Гора, од Албанија во тој бран кој што ќе биде формиран за приклучување кон Европската унија за полноправно. Гледате вие најави дека или елементи дека Мицкоски може да ја смени оваа стратегија? Мицкоски ВМРО ДПМН се во внатрешен судир, бидејќи во ВМРО ДПМН постои јасна кај членовите, особено оние постарите, постои јасна ориентација за тоа каде треба да биде Северна Македонија. Ово раководство е во судир со нивната политичка матрица на која што впрочем биле формирани. Затоа ви кажувам, кого представува? Затоа ви кажувам дека граѓаните во големите партии кои што пристапувале со најдобра намера, сега ја губат илузијата дека тие партии во таков формат може да ги донесат решенијата. Затоа одиме дел по дел. Ние велиме, за нас приоритет е донесувањето на уставните промени, тоа е нашата агенда во таа област. Зошто? Заради тоа што едноставно кога ќе се заврши таа фаза, тоа не е нешто што е нуклеарна физика. Се ни е кажано. И заради тоа и Софија не се занимава со нас, и Брисел не се занимава со нас. Кажано е, од нас е прифатено. Ова ќе го правиме, во собранието е донесено, и сега одеднаш велиме не. Затоа имаме состојба во која што Мицкоски, власта, па и дел од парламентарната опозиција, едноставно не сакаат да признаат дека со нас никој нема желба, ниту потреба да има кавги. Во такви услови тие морат да произведуваат кавги меѓу себе. Дали практично сега Мицкоски бара виновник за она што помина 2 години, а земјата не може да отвори преговори? Да, ама тоа е нешто што беше формирано при самите избори 2024. Денеска ВМРО ДПМН не може да одговори на прашањето што се изборните ветувања дадени во 2024 година. Тие им донесоа огромно мнозинство, заедно со огромното мнозинство и огромна одговорност. Од друга страна слушам идеи како беше за широки коалиции, за влади, како беше... Тоа доаѓа од опозицијскиот блок. Па да, такви wannabe амбасадори и слично, кои што едноставно во 30 години ниеден проект не истерале како што треба, ниеден проект немал резултат и одеднаш сега излегуваат со дај да пробаме некоја нова варијанта. Нема нови варијанти. Имаме еден правец, тоа е членството во Европската унија, заради тоа што ние го сакаме, не заради тоа што некој не тера. Од тука натаму, ние имаме состојба во која што парламентарната демократија не можеме да ја правиме со швајцарски модел, а домашна, да речем слободно, балканска матрица. Тоа нема да функционира така. Партиите ќе си одат на избори, ќе си добиваат представништво, преку нив граѓаните добиваат свое представништво и ќе ги застапуваат прашањата со кои што излегле на избори.
Мицковски вели неуставни измени без гаранции. Од кого бара гаранции, какви гаранции може да добие? Ниту тој знае што гаранции бара, ниту од кого бара гаранции, и заради тоа ви велам, ниту Брисел, ниту Софија, ниту Атина немаат намера да влезат, очигледно е веќе, немаат намера да влезат во таа стапица, доколку граѓаните на Северна Македонија мислат дека имаат време, уште малку ќе му даваат можност на Мицковски, а потоа велам ќе одиме повторно, значи на избори, едни други, се додека не дојдеме до ситуација да се соочиме со фактот. Ние имаме јасна преговарачка рамка, преговарачката рамка е патот и тоа е тоа. Браниме, дали Мицковски брани идентитет или ја брани заробената држава? Нормално дека ја брани заробената држава, заради тоа што овие прашања кои што ги поставивме, од ветинг до отварање на досијата на југословенските служби. Тие се всушност прашањата кои што најмногу ги болат оние десетина фамилии кои што имаат заробено економијата, финансиите, преку нив медиумите и партиите, и во оној момент кога ќе го изгубат монополот на власта, ниту Мицковски, ниту таквите политички представници нема да им вршат работа. Но тоа ќе биде добрата вест за сите граѓани на Северна Македонија и особено за македонскиот народ. Ако не е Европска унија, Мицковски тоа јасно го кажува, ако нема гаранции, нема уставни измени, нема преговори. Ако не е Европска унија, која е опцијата? Српскиот свет? Таа опција која што тој има избрано, треба да си ја образложи тој. Ако има намера. Вие вас ве прашувам, ако не е Европска унија, која е опцијата? Дали за Мицковски отворена опцијата српски свет? Мицковски застапува политика во која Северна Македонија волно се става под подчинетост на српскиот свет. Српскиот свет, само да образложам, има некои аналитичари и слично кои што велат тоа е дел од југоносталгијата. Не. Југоносталгијата е емоција, српскиот свет е проект кој што беше дефиниран впрочем и со сите срби во една држава. Кој што беше дефиниран и со поддршка на парламентот кој што донесе официјален акт по прашањето на оној Сесрпски собор. Доколку Северна Македонија сака да остане во тој простор, нема да реагира и натаму. Оваа влада нормално не реагира. Заради тоа повторно ќе кажам, за нас не е прашањето што ние мислиме како делува Мицковски. Ние велиме, нова република е за полноправно членство на Северна Македонија до 2030 година. А за тоа за што се залага Мицковски, нека си каже тој. Во моментов не работи на тој проект. Има една контрадикција. Ако Мицковски не почнува преговори заради наводно брањење на идентитет, како македонскиот идентитет ќе се брани во рамки на српски свет? Идентитетот, македонскиот идентитет, македонскиот народен идентитет се брани преку националниот идентитет на нацијата на Северна Македонија. Заради тоа, како национално-центристичка партија, ги изложуваме овие јасни концепти и тие концепти не ги ставаме на дискусија и повлекување пред ВМРО ДПМН или пред било која друга партија. Заради тоа и не се занимаваме со третирање на нивните политики, току со оно што треба да го направиме. Нацијата на Северна Македонија е политички конгломерат како секоја модерна политичка нација во Европа и во светот. Ја разбирам поентата дека вие не сакате да влезете, меѓутоа таа опасност е реална. Српски свет, Македонија во српски свет е реална опција. Јас заради тоа изборувам дека и македонскиот народ и сите народи кои што живеат во Северна Македонија, како колективна дефиниција, припаѓаат на нацијата на Северна Македонија. Нацијата е концепт кој што е спротивставен на ретрополитиките, сакате руски свет, сакате српски свет. Ние го даваме концептот и решението. А тоа што сака да постигне ВМРО ДПМН? Според ваша проценка, Мицковски кокетира со српски свет за да ја уценува Европската унија или навистина отвори широки врати за и едното и другото. И не сметаме дека тој ја креира политиката, туку тој спроведува политика. Која политика? На кого? На одржување на Северна Македонија на статус на поранешна Југословенска република. Чива е таа политика? Политика, како да таа е политика од Милошевиќ наваму. Тоа е српска политика. Да. Тоа се е јасно. Но во таа политика учествувале сите политички партии кои што не се спротивставувале на ова и во ова и во претходната влада. И не амнестирам никога.
Јасна е намерата на Мицкоски, веќе првиот чекор е направен, блокирани се преговорите за Европска. Блокирањето на преговорите е возможено од парламентарната опозиција се додека не поднесат уставни амандмани во собранието. Што ќе смени тоа ако не гласа Мицкоски? Јасно ќе ги отвори позициите на секоја од партиите и после тоа имаме нова политичка фаза. Ништо нема да се препокрива со лидерски средби. Се мора да биде отворено. И на крајот, со сиот овој отпор, Вие очекувате предлогот за уставни измени да дојде од опозиција? ние бараме, бидејќи не сме во собранието во овој момент. Ние тоа бараме година и пол. Бидејќи се до моментот, додека не поднесат уставни измени, сите парламентарни опозицијски партии се составен дел од надворешната политика на ВМРО-ДПМН. Дали после блокирање на уставните измени и почетокот на преговори со Европска унија, Мицкоски или, како што вие велите, оние кои што креираат политика во името на Мицкоски, ќе се решат на еден порадикален став, а тоа е напуштање на договорот од Преспа и договорот со Бугарија, што практично би значило напуштање на НАТО или бркање од НАТО. Дали Мицкоски има таква храброст? Прашајте го Мицкоски. Јас повторно ви кажувам, јас не сум аналитичар. Јас сум председател на политичката партија Нова Република. Јас ви кажувам што ние ќе правиме. Вас ве прашувам колку се сериозни, затоа што не може да се направиме наивни дека во мејнстрим медиумите ви имате аналитичари редовни кои што велат Преспански договор е катастрофа, тоа е предавство, треба да се повлече и ВМРО-ДПМН си премолча и толкуваш. Не, па тие се телевизии под влијание на ВМРО. Истото ќе биде и со договорот за добро соседство. Прашањето дали ВМРО го подготвува теренот за следниот чек? Додека ВМРО-ДПМН нема сериозна опозиција, таа ќе си игра вака и ќе се обидува некои минимални компензации да прави, како што и во моментот се обидува да најде причина како да се Ова значи дека на ВМРО грбот му го штити СДСМ. Мислам дека до сега тоа е јасно, не знам што се изненадувате. Трето прашање за кое што сакам да ве прашам е кризата, така наречената криза во Венецуела. Трамп одлучи да го приведе, некој вика киднапира Мадуро. Што значи тоа за светот? Мислам дека многу јасно се покажа дека светот е во нова фаза, меѓународните односи се во не да речем редефиниција, туку во јасно позиционирање. И она што значи сега се враќаме на оние политики кои што нашите генерации можеби ги паметат во 80-тите години. Ние сега ја гледаме американската надворешна политика во оној фон на дејствување како во текот на 80-тите години. И од тие причини мислам дека ниту треба да се изненадуваме, ниту да одиме во оние псевдолевичарски толкувања дека ете пропаѓа меѓународниот поредок, напротив. И тука ќе потсетам само Сакате да речете дека ова не е прва интервенција на американците? Не само тоа, ниту е прва интервенција на Соединетите американски држави, ниту е некоја последна интервенција на поголеми држави во светот. Така што да се вратиме назад, од сакате Панама да ја зборуваме, сакате Гранада, сакате во 80-тите години да зборуваме. Сето тоа е нешто што се има случувано и во сето тоа, како што забележуваме, дали тогашниот Советски сојуз, дали сега Русија, Кина и така натаму, ги граделе своите односи, повторно ќе кажам, по тие прашања, заради тоа што станува збор за обид, за влијание во западната хемисфера, која што Америка уште од Монроовата доктрина има означено како сопствен интерес. Какви ефекти ќе има врз односите во Македонија, но и во регионот пошироко? Да забележиме дека денеска е прашањето на Иран, за кое што никој не зборува. 1979 година, тогашната револуција во Иран го симнува шахот. Денешната културна револуција која што се случува во Иран практично оди контра режимот кој што ја предизвика тогашната револуција. Но да ве прашам вака, дали некој се занимава овдека со економските аспекти на тие случувања? Еден риал 79 година, мислам дека е 71 риал за $1. Денеска е 1.200.000 риали за $1.
Тоа се причините, заедно со економијата ќе го заедно падне. со оној репресивен режим на теократијата која што владее во Техеран. Имате Треба да се плашат. имате демонстранти кои што бараат помош. Не само од Америка, од меѓународната заедница. Така што станува збор за односи кои што ние ги имаме заборавено, но тие се случували и претходно и сега. И за ова прашање мислам дека лидерската средба таква фамозна вчерашна не даде одговор на ниедно прашање. Треба ли да се прашаат авторитарните режими од регионот од приведувањето на Мадуро? Секако, затоа што кога ја спомнавме Венецуела, па едно од аспектите кои што се отвори овде е движењето на нелегални пари низ домашни банки. И заради тоа го поставивме прашањето и како партија и јас лично. Зошто беше запрена истрагата? Која истрага? За Стандард банк. Зошто беше затворена банката, прерикувајќи ги сите механизми натаму за нејзино функционирање, бидејќи имаше корективни механизми пред да биде затворена. Директно се преиде на затворање. Зошто се прикриваат трагички? Што се прикрива? Имено. Каде се 6 милиони кои што во Србија се уште се наменети за префрлување тук? Каде се тие изминати 110 милиони евра кои што минале низ домашниот нашиот? Чии се пари сетив? По самите извештаи венецуелски. На Мадуро? За тие извештаи. Црни пари? Црни пари сигурно не биле бели. Во Македонија се переле пари на Мадуро? Кој го интересира и може да ги најде известувањата кои што беа дадени низ медиумите и дома и надвор. Затоа да не се правиме дека нешто не се случило. Кој се обидува да ја запира? Авторитарните режими и тие влијанија за кои што зборуваме ги движат своите пари. И тоа се еден комплот на авторитарни режими, сакате од Северна Кореја преку Иран до Венецуела до Русија до Кина. И тие се средства кои што се користат за влијание. Ние сме дел од таа мрежа? Ние сме дел од земјите во кои се врши притисок преку тие влијанија да ја смениме страната. Имат ли сила институциите да одат да ги отварат? Институциите ќе имаат сила оноку колку што ќе бидат раководени од политички авторитети кои што ќе ги водат во владење на правото, отварање на овие состојби. Доколку овде се финансираат ботови, доколку овде се финансираат медиумски влијанија, економски влијанија кои што треба да го прекинат функционирањето на демократските институции, а никој не пружа отпор, тогаш сите се соучесници кои не пружаат отпор. Дали американците ако дојдат до овие информации дека ние сме дел од таа мрежа, ќе вршат притисок, ќе барат од властите во Македонија да се оди до крај со оваа истрага? Не знаат американци. Па таа истрага, аферата. Не, прашањето ми е дали американците ќе бидат заинтересирани и ќе вршат. Господине Салмани, прво ние сме заинтересирани. Не, ние покажуваме дека ние институциите не сме заинтересирани. Зборите за граѓаните. Да. А институциите ќе ги водат авторитетите кои што ќе ги избират граѓаните. Ако ние сме загрижени за тоа прашање, ние ќе бараме луѓе кои што тоа ќе го решаваат. Значи пак зависи од нас. Секако. Овие беа моите прашања, дали од овој разговор испуштив нешто да ве прашам што е битно за вас? Па, мислам дека за сите е битно вака да си заклучиме, дека не можете на една страна да зборувате дека нема да се среќавате со криминалци, а на друга страна вашите медиумски полени да зборуваат дека е потребно со нив да правите широка влада. Чисто за да ја објасниме оваа контрадикторност на секојдневната политика. Да ги донесеме вистинските решенија и да ги избереме вистинските луѓе. Ние сме сите овде одговорни кон себе, кон своето семејство и кон својата држава. Подеднакво. Благодарам. Величковски, благодарам за интервјуто. Благодарам. Пошtovani гледачи, следавте разговор со лидерот на движењето Нова Република, Иван Величковски. Следете на каналот Доверливо со Насер Селмани, ќе носиме нови интересни содржини. Пријатно.